Осма недела, средина на февруари. Запамтете, ова е вистинско и се случува баш сега. Во оваа маса, јурите во Вселената со брзина од 107.000 км на час, односно 30 км во секунда. Денес сме овде, а за 4 недели овдека, во точката на рамноденица, и овде почнува пролет. На патувањето низ сончевиот систем нас не следат соседите, планетите. Да погледнеме оваа недела подалеку од планетите, во звездите. Тие се бескрајно далеку, но нас не служат како водичи. Една звезда секогаш го покажува север. Поларната звезда Северница, на 5 раце од големата мечка. Северницата е во линија на земјината оска. Како цела ноќ звездите да се вртат околу Северницата, а таа да стои. Тоа е затоа што е во линија со нашата оска на ротација. Затоа нас Северницата ни е практичен и сигурен ориентир. Кристофер Колумбо се ослонувал на неа додека пловел по непознатото. Одлучил да го премине океанот на 28-миот на поредник. Секоја ноќ го мере лаголот спрема Северницата. Се додека квадрантот покажувал 28 степени, знаел дека го држи курсот. Не свртувал ни на север, ни на југ. Се држал на 28-миот на поредник. Направете го истото што и Колумбо, без телескоп и математика, само гледајте ја Северницата и замислете како Земјата се врти околу својата оска, која секогаш ја покажува Северницата. Тоа не е баш сосема точно. Во текот на 26.000 години, земјината оска опишува круг. Замислете дека оската испаѓа од северниот пол и продолжува се до Северницата. Во текот на милениумите, разни звезди ја имаат улогата на Северницата. Пред 12.000 години за пештерските луѓе тоа била Вега, а пред 5.000 години Тубан. Тогаш египјаните ги граделе пирамидите. Низ отворот кој гледа на север го гледале Тубан. Малку волево од големата мечка. Денес туристите ја гледаат Северницата. Од Тубан до Северницата оската се поместила за 5000 години. Можеме да замислиме месеци и години, па и век, но да замислиме 5000 години, треба да го видиме аголот помеѓу Тубан и Северницата. Додека патуваме по нашата орбита, гледаме дека звездите малку се поместуваат од недела во недела. Со звездието Орион е лесно да се воочи на југ. Глава, 2 раце, 2 нозе и појас. Лесното дневно поместување на звездите е целосно незабележливо во однос на големата земјина ротација, која од час во час го менува нашето видно поле и носи смена на ноќта во ден и повторно во ноќ. Погледнете го Орион, секоја ноќ во истото време. Ќе видите дека небесната сфера опишува круг со брзина на полжав. Секако сферата не постои. Тоа е замислен свод со бескрајно далечни звезди. Сводот не се врти. Ние на Земјата за една година го заобиколуваме Сонцето. 360 степени за 365 денови, по 1 степен на ден. Секој ден во истото време гледаме за 1 степен во лево, а ние гледаме дека звездите се поместиле за 1 степен во десно. Оваа недела околу 9 навечер Орион ќе биде на југ, за 2 недели ќе биде уште малку во десно, а за 1 месец уште подалеку. Звездите се поместуваат за 1 степен секој ден и поминуваат 4 минути порано.
1 степен во просторот и 4 минути во времето. Просторот и времето се сретнуваат. Од почетокот на патувањето ја нагласуваме разликата помеѓу блиските планети и оддалечените ѕвезди. Една ѕвезда ни е сепак во соседството – Сонцето. Да, Сонцето е ѕвезда. Сите светлосни точки позади планетите се ѕвезди, далечни Сонце. Галаксиите се всушност милиарди Сонца. Гледано од Земјата, планетите се слични на ѕвездите. Само погледнете во Сонцето и ќе бидете изненадени од разликата. Сонцето свети, а планетите само одбиваат дел од неговата светлина. Сонцето ни праќа светлина и топлина, бидејќи е огромен нуклеарен реактор. Сончевиот систем го сочинува Сонцето и скоро ништо друго. Сите планети, вклучувајќи и Земјата, сочинуваат само илјадите дел од Сончевиот систем. Сонцето е премногу големо и е надвор од нашиот домет. Целиот систем, Земја месечина, заедно со месечевата орбита би можело да го собере во Сонцето. Па сепак, огромното Сонце е релативно мала ѕвезда. Ако го споредиме Сонцето со другите ѕвезди, нашата мала Земја сосема се губи од вид. Во созвездието Орион е Бетелгес, најголемата ѕвезда за која знаеме. Толку е голема што би го проголтала Сонцето со целата земјина орбита. Се тоа лесно би влегло во оваа ѕвезда. Познати ни се димензиите на бесконечниот мал атом со јадро околу кое кружат електрони. Знаеме и за бесконечните големи димензии на универзумот и ѕвездите. Еве и нови димензии, нашиот сончев систем. Ние сме првата генерација која може да го дофати и истражува. Целта на нашето патување е да ја запознаете таа нова димензија.